слушаме за многу работи за кои што ја слушаме вистинската изворната верзија на проблемот. И тоа е една од големите предности на ВМРО-ДПМН, директен контакт со народот и со граѓаните, постојано, а не само пред избори кога се бараат политички поени. Гледам дека последниве десетина дена нашиот политички конкурент СДСМ почна да се јавно да се фали дека тргнале да одат по села. И тоа така го кажуваат радосно како да тоа е нешто чудно, ново, невообичаено. И веројатно е за нив и чудно, и ново, и невообичаено. Ние откако сме во владата од 2006 година, секоја година наши тимови од околу 7-8 луѓе најмалку поминуваат по околу 1000 села во Република Македонија. Секоја година. Оваа година ќе има и повеќе од 1000. Меѓутоа не сме почувствувале потреба да излеземе и да кажеме во кое село сме биле, особено што ако фатиме да ги редиме 1000 села, треба еден саат пресконференција да држиме и само да ги редиме селата во кои што сме ги посетиле и каде што сме разговарале со луѓе, со граѓани и така натаму. Меѓутоа, од нивна гледна точка, тоа е нов момент. Што ете се охрабриле да се појават во десетина села и тоа го кажуваат на телевизија како некое врвно достигнување, нешто ново. Ете, тргнавме и посетивме 10 села и кажуваат селата едно по едно, да знае народот дека 10 села посетиме. Ние само што направивме резиме за последните неколку месеци од нова година па наваму, имаме посетено над 500 села, а веќе за летото имаме нова агенда за околу 800 села до крајот на септември, така што реков оваа година ќе бидат над 1000. И тоа го сметаме за еден нормален дел од нашето работење, нормален дел од работењето на секој еден политичар, кој сака да се занимава со политика и тоа да биде сериозно сватено и да има одговорен пристап кон граѓаните. Тој треба да знае дека треба да биде во чест контакт со граѓаните како во градовите, така и во помалите места, но и во селата и населените места низ Република Македонија. И тоа е дел од одликата на ВМРО-ДПМН која што ќе ја продолжиме